Ајде да зборуваме за една многу важна книга, за македонските работи, од Крсте Петков Мисирков. Може би звучи комплицирано, ама нашата цел денес е да ги извлечеме 5 најголеми идеи од неа, и тоа на начин што секој може да го разбере. Да ги претвориме во 5 моćни пораки што важат и денес. И сигурно веднаш се прашуваме, чекај малку, зошто би се занимавале со книга стара повеќе од 1 век? Одговорот е всушност многу едноставен. Затоа што вистински големите идеи, тие немаат рок на траење. Тие ни помагаат да ја сватиме сегашноста, а богами и да размислуваме за иднината. За да сватиме што сакал да каже Мисирков, мора да знаеме кога пишувал. Замислете, 1903 година, веднаш по неуспехот на Илинденското востание. Многу тежок, многу мрачен период. Тој не пишува од удобна фотелја, туку од итна потреба да понуди некаков излез, некаков поинаков пат напред. Добро, спремни? Ајде да почнеме со првата голема идеја. Според Мисирков, секој од нас има една важна должност. Не само право, туку должност да зборува гласно и јавно за работите што не засегаат сите. Затоа што ако молчиме, грешките само ќе се повторуваат. Отворениот разговор е првиот чекор кон наоѓање решение. Еве еден пример што сите го разбираме. Замислете, во училницата има некој проблем, некоја неправда. Ако сите си молчат, што се случува? Па ништо. Проблемот само расте и станува се поголем. Ама штом некој прозбори, тогаш се отвора врата за решение. Токму тоа е поентата. Разговорот е алатка. И тука доаѓаме до еден клучен поем општо добро. Што е па сега тоа? Најпросто кажано, тоа е она што е добро за сите нас заедно. Не само за мене, не само за моите другари, туку за целата заедница, за целото училиште, за целото општество. Ајде да одиме на втората идеја, која е всушност многу логично поврзана со првата. Мисирков пишува со голема доза на тага за сите жртви и страдања и се прашува: дали мораше да биде толку тешко? Дали можеби постоеше попаметен начин да се стигне до целта со помалку загуби? Ова не е критика, туку еден многу важен повик да се учи од искуството. Пораката е дека паметната стратегија е исто толку важна колку и храброста. Ова е како во спорт, нели? Еден тим може да е супер силен, ама ако само трча со глава во зид, веројатно ќе изгуби. Ама тимот што има добар план, што размислува, што е трпелив и учи од грешките, тој тим на крајот победува. Значи памет пред сила. И ова размислување не води директно до третата идеја, а таа е поврзана со знаењето. Мисирков вели нешто многу моќно. Немојте да чекате некој друг да ви каже што да мислите. Не дозволувајте други да ви ја пишуваат приказната. Мора сами да го создавате своето знаење, своите идеи. Затоа тој толку многу се залагал за создавање на научни и литературни друштва, места каде што ќе се размислува и ќе се создава. Размислете за ова во денешно време. На интернет има се и се што. Ако само скролате и читате коментари, многу е лесно да прифатите туѓо мислење без да размислите. Ама, ако седнете, истражите, прочитате од повеќе места, тогаш градите свој став. Тоа е огромна разлика, нели? И сега, стигнуваме до четвртата идеја. И ова е, можеби, една од најважните во целата книга. Мисирков зборува за културна борба. Сега, тоа не значи борба со оружје. Не. Тоа значи градење сила преку знаењето, преку образованието, преку културата. Што е тоа? Па тоа се училиштата, книгите, весниците, театарот. Се тоа што ја прави една заедница силна од внатре, стабилна и свесна за себе. Да се вратиме пак на спортскиот тим. Може да има огромен ентузијазам, ама ако нема тренер, ако нема правила, ако не се вежба секој ден, тој ентузијазам брзо ќе исчезне. Ама тим кој има систем, кој работи на себе, кој има стратегија, тој тим станува шампион. Истото важи и за една заедница. И само за да биде кристално јасно, кога велиме култура во овој контекст, мислиме на се што создаваме заедно. Книгите, музиката, уметноста, знаењето, па дури и начинот на кој размислуваме. Тоа е темелот на кој се гради се друго. И со тоа стигнуваме до последната пета идеја. Оваа идеја е како лепакот што ги држи сите други заедно. Зошто ни е потребен стандарден или литературен јазик? Мисирков е многу практичен тука. Не се работи за тоа кој дијалект е поубав или подобар. Воопшто не.
Се работи за тоа да имаме заедничка алатка, за да можеме сите, ама баш сите, да се разбереме. Без тоа, како че имаме учебници што сите ги разбираат, како че имаме весници, книги. Ова е како во некоја голема чет група на WhatsApp или на Discord. Замислете секој да пишува како сака, со своји кратенки, на свој дијалект, со свој сленг, за 5 минути ќе настане тотален хаос. Затоа постојат некои заеднички правила, за да може комуникацијата да тече. Епа, истата логика важи за целиот јазик. Значи, да повториме. Стандардниот јазик не е непријател на дијалектите. Дијалектите се нашето огромно богатство. Стандардниот јазик е само една договорена верзија, еден мост меѓу сите нас, за да може знаењето да се шири лесно и сите да бидеме на иста страна. Добро, тоа беа 5 големи идеи. А сега, ајде да ги спакуваме во 5 збора. 5 збора, што ја покажуваат целата логика на Мисирков и што се многу лесни за паметење. Гледајте ја оваа поврзаност. Се започнува со отворен разговор за општите работи. Од тој разговор доаѓа учење од грешките. Кога учиме, почнуваме да градиме нешто свое, сопствен став, сопствено знаење. А тоа свое се гради и се негува преку култура. Алатката за сето тоа, темелот е нашиот заеднички јазик. Едноставно и логично, нели? И за крај, едно прашање за размислување. Иако овие идеи се стари повеќе од 1 век, звучат неверојатно модерно. Која од овие 5 идеи, разговор, учење, свое, култура или јазик, може да се примени во нашиот живот, во нашето секојдневие, почнувајќи уште од денес? Вреди да се размисли.